Да. Значи, по повод Светскиот ден на здравството, јавната здравствена установа Општа болница Велес искористи приликата да испромовираме новонабавената опрема во текот на минатата и оваа година. Значи, се работи за опрема која што е од исклучителна важност, особено во делот на диагностицирањето, превенцијата на одредени заболувања и дел од опремата која што понатаму се користи и за третман на пациентите. Значи, имавте прилика да видите новонабавена опрема на нервното оделение, тоа беше едно ЕКГ и перфузер. Потоа рентген оделението, каде што е набавен нов дигитален рентген апарат и дензитометар или популарно наречен DEXA-скен и новиот ултразвучен, односно ехо апарат на интерното оделение. Еве, користам прилика за кратко да ви најавам дека за скоро ќе бидете повикани, ќе биде во функција ставени целокупната опрема на очното оделение, значи за примена на факометодата за операција на катаракта. Се надеваме дека тоа во текот на овој месец веќе ќе се случи. При крај ни се договорите за потпишување договорите за потрошниот материјал и инструментите што се потребни. Генерално да, тоа би било тоа. Еве, баш се радувам, еве соработка со Министерството, тука е присутен и заменик министерот Јовица Андовски и еве, користиме прилика да ги запознаеме особено граѓаните на град, општина Велес и пошироко со опремата која што понатаму ќе служи за сите. Ви благодарам. Директоре, колку чина е вкупната сума на финансиски средства и од каде се Значи, ја прво сакам да го честитам Светскиот ден на здравието на сите здравствени работници. Особено ми е драго што сум денес тука заедно со менеджерскиот тим на Општа болница Велес и да им честитам на успешната работа и на добрата визија која што имаат за следниот период. Разговарахме за повеќе работи, конкретно за сума за оваа опрема што е набавена, отприлика изнесува отприлика околу 24,5 милиони денари, кои што се од средствата од болницата, заедно искоординирани со Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. И уште сакам исто така да нагласам дека со оваа опрема ќе се зголеми и квалитетот и квантитетот на здравствените услуги кои што ќе ги пружаат нашите здравствени работници на нашите граѓани во овој дел на Македонија. Исто така сакам да потврдам дека на почетокот на следниот месец ќе почне и со работа двајцата офталмолози, ќе почне операција со факометода на катаракта, што ќе се намали притисокот во скопските болници и во клиниките, затоа што ќе идат врвни стручници, доктори, кои што тука ќе почнат од наредниот месец да ги работат сите операции за пациентите од овој дел на Македонија. Во однос на спомнавате доста опрема, како стои состојбата со стручни, со доктори специјалисти? Кадар, во тој дел можам да кажам дека сите оделенија функционира, значи онека каде што имаме наши доктори, таму каде што има потреба, дава Законот за здравствена заштита можност да ангажираме од останатите болници, клиники, најчесто од клиниките во Скопје ги ангажираме. Имаме 28 специјализанти во моментов од сите бранши и сите се во различна фаза на специјализацијата и тоа очекувам годинава веќе барем двајца да станат специјалисти, наредната повеќе, така да за скоро време мислам дека со кадар, особено во делот на специјалисти ќе биде како што треба болницата. И уште само со средностручниот персонал, директоре, бидејќи имаше и однив слушнав. Да, што заминува, точно, значи правиме напори во соработка со Министерството да ни се даде согласност за среден персонал, медицински сестри, болничари, физиотерапеути, лаборанти, колку што барем ќе заминат во пензија, да не се почувствува недостаток на тој кадар. Постапката е во тек, се надевам за скоро дека и тоа ќе го надминеме. Јас имам едно прашање за физикалното оделение. Дали има можност, таму нема многу лекари, и да се продолжи и втора смена затоа што граѓаните, кои што се на работа, како што беше до 7 часот, и дали има можност да се реновира? На физикалното оделение доаѓаат двајца доктори, еден од клиничка болница Штип, еден од клиника за физијатрија во Скопје. Значи, покрај тоа што се двајца, доаѓаат баре 4 дена во текот на неделата.
термини.